Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на физикалната медицина и рехабилитацијата. Поконкретно ќе говориме за рехабилитација и физикална терапија на повреди и состојби на рамото. Моја гостинка и соговорничка во студиото е магистер Емилија Куцуловска-Цветковска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во градската општа болница 8 септември. Докторке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден и ви благодарам на поканата. Докторке, колку често луѓето денес се јавуваат со болки во рамото кај вас во ординацијата, во ГОП 8 септември, односно во амбулантите, и кои се најчестите причини? Значи, во нашата установа, конкретно и во нашите амбуланти по физикална медицина и рехабилитација, дури 12% од патологијата која што ја работиме се токму поврзани со болести и патолошки состојби на рамениот зглоб. Тоа е една карактеристика со која што многу често се соочуваме и кај помлада категорија на пациенти, меѓутоа и кај повозрасните. Причинителите се навистина многубројни, како и дијагнозите кои што можат да влезат во таа опција. Така, еве накратко, кои се состојбите, односно дијагнозите, поради кои граѓаните се јавуваат, односно пациентите бараат лекарска помош од физијатар и чувствуваат пред се болка? Така, рамениот зглоб како зглоб е еден од најсложените во нашето тело. Баш поради тоа што ги имаме сите движења во сите рамнини во него. Па од тука потекнува и фактот колку многу дијагнози можат да влезат во опсег на негова патологија. Многу често причина за болката се акутни повреди или повреди при падови, значи при удари, при кои што имаме фрактури, најразличен тип на мекоткивни повреди. Меѓутоа, од друга страна, имаме процеси кои што се карактеризираат во рамениот појас, кои што се јавуваат пред се поради истрошеност на зглобот или истрошеност на мускулно-тетивните припои, како слаб лезии, кои што се многу чести во нашата патологија, каде што имаме во принцип оштетување на самиот лабрум, на самиот прстен од рскавицата. Понатаму имаме тендинити, воспаление на тетивите од мускулите на ротаторната манжетна. Тоа се 4 мускули кои што се одговорни пред се за стабилизација на зглобот. Имаме калцифицирачки тендинити, кои што исто така се многу чести, каде што имаме натолежување вообичаено на припојот од тетивата, па како при секое движење доаѓа до триење на тетивата со калцификатот, се јавува и болка. Оно што е интересно, што болката е локализирана во принцип според дијагнозата на тој сегмент од рамото. Па тоа до некаде ни овозможува да можеме да направиме некоја разлика при клиничкиот преглед. Имаме периартрити на рамо, имаме дегенеративни промени кои што се случуваат по напредната возраст, значи артроза, трошење на самата рскавица, како кај големите зглобови, како кај колкот и кај коленото, така да имаме многу голема палета на болести. Така, летниот период, поради високите температури, поради вкочането или смрзнато рамо, имате случаеви? Имаме многу случаеви на адхезивен капсулит, како што ние го нарекуваме, или добро познатиот frozen shoulder, каде што во суштина се губи еластичноста на рскавицата и на околната структура за самата капсула од зглобот која што треба да го штити зглобот. Така што кај овие пациенти принудно имате на некој начин штедење на зглобот, не едноставно за да можат да ја толерираат болката, во принудна позиција го држат зглобот и доведуваме според стадиумите, доаѓаме до степен на frozen shoulder, кога имаме и прираслици кои што не ни дозволуваат понатаму да го поместиме тој зглоб. Така. Докторке, како граѓаните да препознаат дали се работи за обична преоптовареност на рамото или пак за некоја посериозна состојба, имајќи во предвид дека болката е карактеристична и за едното и за другото? Оно што нашите пациенти ги носи во нашите амбуланти се болките. И тоа болки кои што се специфични, имаат подолго траење, болки кои што ги будат во сон, или болка како убод, болка при одредена позиција на рамото, најчесто при подигање на раката, при секојдневни активности. Многу е битно да се знае дали имаме или немаме причинител на состојбата. Во најголемиот процент од случаите имаме причинител. Чили е преоптовареност на раката од секојдневно користење. Кај спортистите имаме погрешен
неуспешен или непланиран тренажен процес кој што довел до сето Недоволно тоа. загреаност. Недоволна загреаност на мускулатурата, затоа што пред се мекоткивните повреди на лигаментите, тиви и мускули од рамениот зглоб се оние кои што се најчести во амбулантите. Понатака имате пациенти кои што многу убаво знаат да направат разлика дали потекнува од вратот или потекнува стрикно од рамето. Значи, симптомите кои што ги кажуваат, клиничките знаци кои што ние ги добиваме на прегледот, ја кристализираат до некаде диагнозата. Така, кои симптоми не треба да се игнорираат, бидејќи споменавте дека пациентите знаат да направат разлика дали болката е од рбетот, од вратот или пак од самото рамо, во кој случај е неопходно да се јават граѓаните пред се на кематичниот, а потоа и на специјалистички преглед кај физијатар? Ние сме нација која што посегнува по аналгетици. Так. И вообичаено пациентите првично имаат консултација со матичниот лекар или пак сами посегнуваат по некаков тип на аналгетик. Секоја една болка која што има причина, дали е тоа оптеретување, дали е тоа неправилно вежбање во теретана, во фитнес центри, дали е тоа повреда, значи пад, удар или така натаму, во принцип пациентите после 5 до 7 дена, доколку таа болка не се купира со соодветен аналгетик и со мирување или поштада, треба да посетат дефинитивно и матичен лекар, а понатаму и со специјалистот да разговараат во однос на додиагностицирање на состојбата. Доктор, ке постојат ли некои категории, односно групи граѓани кои се под поголем ризик да се соочат со болка во рамото, дали е поради некоја патолошка состојба или повреда? Диагнозите на рамениот зглоб имаат една интересна статистика. Некаде на возраст од 18 до 35-6 годишна возраст, најчести патологии кои што се јавуваат се тендинитите или воспаленија на тетивите. Имаме тука влегуваат до на некој начин и спортистите и оние кои што рекреативно се бават со одредена спортска активност. Тендинитите значи борзитите воспаленија на таа овојница и така натаму. На возраст некаде од 35-6 години до 60 годишна возраст, најчеста патологија се калцифицирачкиот тендинит и frozen shoulderот, додека веќе од 55-60 годишна возраст се или артритиси, или артрози, или дегенеративни промени на зглобот, зборувам доколку не се со потекло од акутна травматолошка состојба предизвикани. Како се поставува точната диагноза, кои диагностички процедури се неопходни покрај физикалниот, физичкиот преглед во самата амбуланта и разговорот со пациентот? Оно што е карактеристика како за секоја состојба во медицината. Анамнезата е половина диагноза, што значи вие морате да го сослушате пациентот. Од кога датираат симптомите, како започнуваат, колку долго траат, во која состојба они го ограничуваат пациентот. Втората етапа е она што е клинички преглед. Ние специјалистите физијатри генерално, значи од самиот момент на преглед, вие имате инспекција на пациентот, гледате во однос на контури на рамен појас, гледате обем кој што го имате во однос на подвижност на движењата во зглобот. Дали тие може да се комплетираат, што е тоа што тие ги се со помал опсек. Понатаму гледате тонус на мускулатура. Многу често имаме разлика помеѓу едното и другата надлактица, поставеноста на рамењата, за да на крај пристапиме кон радиолошки или имеджинг техники, во зависност од самиот преглед, значи кај оние кои што се од дегенеративна природа и каде што се сомневаме на таков начин дека е настаната промената, рентген снимката е сосема доволна. Меѓутоа, кај оние кај кои што доминираат одредени симптоми и клинички знаци, се преклопуваат. За додиференцирање ви е златен стандард токму магнетната резонанца. Магнетната резонанца ќе ги види сите структури од мекоткивна природа, значи и лигаменти, и тетиви, и припој. Дали постои течност во самиот зглоб, самата зглобна раскавица, буквално ги кристализира комплетно диагнозите. Така, пред да продолжиме околу третманот по поставување на диагнозата, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Пред 4 години добив мозочен удар. Така. Господине, ќе го намалите телевизорот и ќе продолжите со прашањето, за да може да ве разбереме.
и некако не можам да се оправам, рамето ме боли, ногата не можам да я движам. Не можам да се движам слободно. Дали имате во меѓувреме после закрепнувањето физикална терапија? Па има, пали јас сум одорен. Каква терапија е таа во него? Таа не е терапија. Таа е лудничето. Во ред, да, ќе добиете одговори ако станува збор за друга состојба малку покомплексна, да, рехабилитација после мозочен удар после 4 години, ќе има ли ефект и сега да се започне со Во принцип, пациентот спомена дека веќе е спровел одреден тип на рехабилитација кај колегите во Негорски бањи. Оно што е карактеристично кога се мозочните удари во прашање е резидуите кои што се јавуваат и компликациите и инактивитетот. Така да болките најчесто се како резултат на инактивитет поради недоволен или некомплетиран опсег на движење во соодветните зглобови. Верувам дека кинезитерапијата сигурно била спроведена и во таа установа, токму така вежбите, меѓутоа она што е специфика кај невролошките заболувања е дека рехабилитацијата трае долго. И рехабилитацијата значи секојдневна работа. Секојдневна работа. Факт е она што го имаме ние достапно од секојдневни студии и материја, дека максимум година и пол од настанување на примарниот удар, значи на првиот удар, се вршува физикалната терапија и рехабилитација, а понатака се сведува исклучиво на одржување на тој опсег на движење и таа активност која што е возможна кај пациентот. Јас верувам дека треба да направи консултација со својот невролог, како и со соодветниот рехабилитатор кој што претходно го третирал. Меѓутоа треба дали да се продолжи поинтензивно. И понатака вежбите треба да се практикуваат. Кинезитерапијата. Доколку имаме следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Добро утро, добар ден. Поздрав до телевизија и до докторката. Се јавувам од Богданци, значи вака. Мене прво да ме боле рамото. Потоа од рамото почна вратот да ме боле и потоа цела глава да ме боле. И не знам што е, се јавив на докторката на матичната и ми рече да пием рептендол и аналгин, за да се смире болката. Ама вода по-често почне да боле. Колку време не можам да спием навечер. Колку временски период чувствувате болка во оваа регија која споменавте? Горе-доле скоро 1 месец. Во ред ќе добиете совети и препораки каде да се обратите и каде да ве препрати вашата матична лекарка и кои испитувања за да може да се постави, да се открие причината поради која е. Слушајте ги советите и препораките од доктор Куцуловска-Цветковска. Предпоставувам спомена дека консултира матичниот лекар. Да, но со аналгетска терапија е завршено, но не поминува. Терапија, значи на соодветен преглед кај матичната, за да се селектира дали станува збор за рамена патологија или пак потекнува од вратот. Верувам дека колешката ќе направи соодветна диагностика од аспект на тоа барем рентгенски исследувања да се направат, за да се селектира во која насока понатака да се движи пациентката. Така. Да вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Слушам, дали вие мене да, ме сега слушате? во програма сте, ве слушаме, повелете со прашање. Фала ви, Петце, поздрав до вас и докторкава. Меѓутоа имам направено два, да речам, наоди рентгенски снимки на вратот и на долниот дел на рапетот. На вратот ми е направена некоја диагноза и мислење, значи
се извинувам пред се. Направени се нативни рентгенографии на цервикален дел од ръбет. Редуцирана физиолошка лордоза, равни остеофити на сите прошлени, сите интервербрални простори на дорален аспект. Това е на вратниот дел, да. И ова го читам за долниот дел. Нативни. Да, пред да продолжите, само да ве прашам, дали веќе ве имаат препратено на некаков третман или рехабилитација во однос на овие диагнози и состојби кои ви се констатирани при РТГ? Значи, бев во Букуреш. Меѓутоа, ништа од некои третмани не ми дозволија. Да, некоја терапија, не. Во зависност од општата состојба и останати коморбидитети, да, дали имате некакви други состојби во однос на хронични заболувања? Видлива инициативна сколиоза, малку редуцирана и појачана артроза, атероматозни промени на прикажаниот дел од абдоминална аорта, иницијални равни остеофитични промени долж сите прошлини, артроза на фасетни зглобови. Значи повеќе состојби, да, секако ќе добиете препораки и совети од доктор Куцуловска-Цветковска. Слушајте ги во продолжение. Секој добро, господјо. Пациентката има направено рентгенски нативни графии, значи на цервикалниот рбет, на вратниот дел од рбитникот и на лумбалниот дел, колку што јас успеав да разберам од целата состојба. Има консултирани матичен лекар и била препратена и на физикална терапија, каде што колегите во поликлиниката Букурешт одлучиле дека според другите коморбидитети кои што ги има, не е кандидат за практикување, не е кандидат за практикување на оние физикални модалитети со кои што они располагаат. Во суштина, еден комплексен случај кој што треба да се види се што постои од други диагнози кај оваа пациентка, за да, доколку навистина не постои начин за да се помогне со одредени електротерапии, кинезитерапии и така натаму, кои што ги имаме како модалитети, тогаш барем со едно ергономско советување да и се помогне на пациентката во однос на тоа што смее и што не смее да работи, евентуално да се ординираат одредени ортопедски помагала кои што барем би помогнале во однос на намалување на болката, и соодветна аналгетска терапија како и хондропротекторна терапија за да може да се делува на таа болка и на сето она што незе и причинува нелагодност. Би требало да се посети евентуално и второ мислење или пак во консултација со матичниот да се види што понатака за да се селектира дали ќе биде и перостерапијата, може би треба некоја промена да се направи тука во однос на аналгетиците или пак дополнително нешто локално да се ординира од се она што го имаме за да пред се стабилизира или да се намали стабилизира пред се, затоа што она што најмногу и причинува на низе проблем е токму болката и нелагодност во секојдневното живење. Ќе вклучим уште неколку гледачи. Добар ден во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителот. Поздрав и до вас. Сакам да кажам, пред 4 години имав болки во двете рамена. И бев на матичниот ми испрати на ортопед.
ортопедот ми кажа дека сум имала омартхросис бил и дека церевралниот ръбет почет неокатрозни промени и дистилни цервикални партиули со лесно редуцирани 1/5, простор на ниво во C5 и C6. И бев на физикална, ми задоа серопектазе и блокмакс. Се мачкав и имав подобрување. После во наредната година, 23-та година, имав болки само во десното рамо. И бев исто така на ортопед, ми кажа дека сум имала периартритис, хумерол скапуларис. И ортопедот ми стави инекција во рамото. Директно кеналог добив инекција. Тогаш исто така ми помина болката, нема болки. Сега оваа година ми се појави болки исто така во рамената, во вратот и грбот на надолу имав по ръбетот. Ми кажа, сум имала цервилација спондилохасис, цервицалис. И добив таблети муакал и неуробион. Ама нема ништо подобрување, значи, од тие. Сум имала видливи спондилофити, вентрораптерална на страна на прашлените, уникатрозни промени и редуцирани простори и не се исклучува редикулопатија. И не знам што е тоа, болките не ми поминуваат од таблетите и не знам кај да се обратам сега. Так, ќе добиете и вие... Физикална не смеам да примам, пошто имам висок притисок, а 52 години возраст. Так, во ред, ќе добиете совети и препораки од доктор Куцуловска-Цветковска. Секој добро, господје. Кај пациентката имаме дегенеративни промени, меѓутоа, пошто од она што она го кажува дека не е кандидат поради високата тензија која што ја има, дадена е терапија за опуштање на мускулатурата, меѓутоа дадена е терапија со суплементација со витамин Б. Колку што јас можев да забележам, кај неја нема ординирано и аналгетик. Во комбинација треба да се даде и аналгетик и евентуално доколку го нема понатаму, значи ефектот да се консултира евентуално и специјалист невролог поради радикулопатијата која што се јавува по да не е некоја должината. невропатија. Да, невропатија, значи да се види да се направи една селекција во однос на медикаментозната терапија и сето она што може да го практикуваме. Така. Ако имаме време, кон крајот на емисијата ќе вклучим уште неколку гледачи да продолжиме околу третманот по диагностиката на патолошки состојби и повреди на рамото. Кога е најдобро да се започне со физикална терапија и рехабилитација? Многу е битна причината. Така, во зависност од што ќе се диагностицира? Во зависност од причината. Значи, ние имаме фази во рехабилитацијата, значи во акутен стадиум, во субакутен и во хроничен стадиум, што се може да се практикува. Доколку имаме причините од акутна траума, повреди, фрактури, скршеници, така натаму. Тоа најчесто собраќајки или падови? Имаме собраќајки, падови, удари и така натаму, или пак оние кои што се оперативно третирани. Во акутниот стадиум вообичаено се препорачува мирување, поставување на рамениот зглоб во соодветна позиција. Значи, најчесто е со митело или така наречена махрама. Многу често ќе ги видите пациентите. Аналгетска терапија. Може и во домашни услови со обична мајца да се направи како имобилизација. Аналгетик обавезно. Значи, давам и антивоспалителна терапија, за да може, значи, околните структури да се смират во однос на едемот, отокот кој што го имаме таму, болката која што е предизвикана од разнење на рецепторите за болка. Кортикотерапија. И кортикотерапија во комбинација, меѓутоа и нестероидните антиинфламатори кои што се најчесто користени и така натаму. И имате вежби кои што се под дејство на гравитација, кои што се дозволени во тој период. Тоа се така наречените вежби на нишање, многу чести, кои што нашите колеги ортопеди ги ординираат, во слободна позиција на раката, за да може тие комплетно да виси едноставно раката.
Во супакутниот и во хроничниот стадиум од било кој тип на заболување се започнува со официјалната физикална терапија, која што е поделена на кинезитерапија, тоест исклучиво рехабилитација со вежби и во комбинација со конвенционалната физикална терапија, значи ултразвучната и електротерапијата, а во поново време и современите модалитети кои што ни стојат на располагање, како високоинтензивниот лазер и текар терапијата, кои што делуваат пред се со своје термално длабински ефект на ниво на самата клеточна мембрана и го забрзуваат регенеративното дејство пред се на тетивите, лигаментите и на коскеното ткиво. Шоквейв терапијата, која што е многу позната кога станува збор за калцифицирачките тендинити, тоа е терапија со ударни бранови, меѓутоа оно што има осебен осврт од наш аспект се кинезитераписките вежби и кога и како тие треба правилно да се дозираат. Во супакутната фаза, или фазата која што е некаде помеѓу втората и шестата недела, тоа се најчесто активно подпомогнати вежби. Тоест вежби кои што се работат под надзор на терапевтот, во зависност од протоколите, во зависност од состојбата која што ја имаме примерно, значи кои што се умерени вежби без голем интензитет, значи вежби на лазење, вежби на задржување на опсегот на движење, обемот на подвижност во зглобот, вежби со кои што имаме еден начин на јакнење на мускулатурата, меѓутоа со тоа колку пациентот може. Над шестата недела генерално кај операбилните пациенти, до 12-тата се оди на вежби за јакнење на мускулатурата, кога веќе ние ќе ги комплетираме до некаде движењата во зглобот, значи треба да работиме на јакнење на мускулната сила, затоа што самиот зглоб го одржуваат 4 мускули и тоа е тие даваат стабилизацијата на самиот зглоб. Тука има мускули, вежби за мускулатура со отпор ленти, вежби кои што ги даваме на тркало, на суспензор. Значи вежби со кои што ќе се докомплетираат движењата, меѓутоа пред се ќе го вратиме пациентот во првобитната состојба. Во однос на самата рехабилитација, максимумот е некаде 3-тиот до 6-тиот месец пациентот да биде комплетиран во однос на секојдневните активности. Да може да се врати на нормалното функционирање. На нормалниот живот. Сега тука е малку индивидуално кога станува збор за спортисти. Значи, тренажниот процес мора да оди повеќе и подлабински. Зошто? За да може побрзо да се врати на таа спортска активност. Значи, поинтензивен третман, за разлика, например, од пациентите за кои што имаме, например, податок дека имале претходно скршеница и така натаму. Докторке, иако може, ако станува збор за иста состојба, колку е важен во целиот овој процес на третман за подобри резултати индивидуалниот пристап? Апсолутно. Кога станува збор за рамената патологија, значи буквално секој еден пациент дали има накалементо и други состојби болести? Кај секој еден пациент индивидуалниот пристап и индивидуалната рана рехабилитација е клуч за успех. Затоа што не секоја патологија може соодветно и исто да оди во однос на вежбите кои што се практикуваат и во однос на физикалните модалитети кои што можете да ги аплицирате. Од друга страна пак има пациенти кои што побрзо се опоравуваат, кои што немаат друг тип на коморбидитети во позадина, за разлика например од повозрасна категорија на пациенти каде што морате да внимавате во однос и на заморот кој што се јавува, во однос на вредностите на крвниот притисок кој што ќе се јават, дали имаат и други попатни диагнози, така да мора секој еден третман, нормално според протоколите за секоја една интервенција, за секоја една диагноза, така да оди текот и да се модифицира во текот на тој период на рехабилитација. Дали пациентите кои дополнително вежбаат дома и ги слушаат советите од вас, физијатрите, побрзо закрепнуваат? Апсолутно да. Ние секој ден пациент добива и советување усмено од пациентот, од докторот за тоа како што понатака. Ние ке пациентите работиме во одреден временски интервал и на сите им е посочено барем уште еднаш во текот на денот да ги повторат. Колку повеќе, без да се предизвика замор и без да се предизвика болка, колку почесто се практикуваат дозирани вежби, толку е побрз и ефектот од рехабилитација. Кои се најчестите грешки кои ги прават пациентите што ги забележувате при секојдневната пракса?
За време на третманот. Интересен е моментот кога пациентите добиваат многу поголем опсек на движење во почетокот, во супакотниот стадиум и мислат дека можат повеќе од тоа. Затоа споменав дека постојат протоколи. До кој степен одредено движење треба да биде вратено според соодветната состојба. Значи, знаат да избрзаат. Јас можам. Многу често знаат да се јават со повторна болка, знаат да се јават со оток кој што е видлив. Така што кај тие пациенти многу често советуваме до каде сме стигнале, до каде сме постигнале во овој момент, така продолжуваме и во домашни услови. Кога станува збор за операција после травма на рамото, односно повреда, кога се препорачува да се почне со рехабилитација и колку е важна рехабилитацијата за побарго и поуспешно закрепнување? Кај оние пациенти кај кои што постоела индикација за оперативен третман, 50% од успешноста на оперативниот зафат е токму во однос на раната рехабилитација. Така што тука се надополнуваме со колегите од ортопедија. Дали станува збор за интервентна слаб лезија, дали станува збор за евентуално ендопротеза на рама и така натаму. Ги напоминувам протоколите затоа што токму после меѓу втората и третата недела веќе треба да се започне со рехабилитацијата, така што во тој период е основно нешто да имате рехабилитација и да имате вешби. Ке вклучиме уште неколку гледачи пред да продолжиме околу советите и препораките во секојдневното функционирање како да го заштитиме рамото, односно рамењата. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи? Да, се исклучиле, може да вклучиме уште неколку гледачи со оглед на времето кое ни остана кон крајот на емисијата. Како да ги заштитиме рамената во секојдневното функционирање и работење? Значи, во зависност од возраста кај пациентите, сите ние сме пациенти во одреден временски интервал во нашиот живот. Така што секојдневните активности и секојдневното вежбање според возраста е основна превенција кај сите нас. Оние кои што се спортски активни, многу е важно да имаат соодветно дозирање на вежбите, значи во фитнес центрите, оние кои што се бават со спорт, значи да имаат постепено тренажен процес. Оние кои што не се бават со одредена физичка активност, превентивно, така наречената утринска гимнастика со која што секој еден сегмент од нашето тело работи, колку повеќе ги раздвижуваме, ги користиме, толку е помала веројатноста дека ние некогаш во животот ќе имаме некаков проблем. Затоа што во суштина оние проблеми кои што се врзани со рамото, се врзани или од неправилност на функционирање или како резултат на штедење. Така што колку повеќе ние ги одржуваме во нивниот нормален опсек на движење со секојдневните вежби кои што можеме да ги применуваме, толку подобро и превентивно за сите нас. Така, докторке, што треба да знаат луѓето кои работат на компјутерно и останатите кои во поголем дел од времето во текот на денот го поменуваат во седечка положба, кога станува збор за состојби и повреди на рамото? Како тие да превенираат вакви патолошки состојби? За нив важи истото. Значи, во принцип, вежби во сидачка позиција, вежби за јакнење на мускулатурата на рамен, да се раздвижуваат, повремено останување и промена на позицијата во која што се работи, значи соодветно пешачење по рамен терен. Едноставно 5 до 10 минути во текот на денот раздвижување паралелно со во зависност од возраста, соодветно суплементација која што ќе доведе до подмачкување и поголема исхрана на рскавиците во нашето тело, во зглобовите од нашето тело, се основа за превенција кај тие пациенти. Да ги слушнеме и следните гледачи со нивните прашања. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете со прашањето. Поздрав до докторката и до водителот. Сакам едно прашање. Во години сум 75 години, веќе 17 години идам на терапија, физикална терапија во Козле. Проблеми имам сега најмногу во колената, искривени ми се целите колена и
шијуци, имам низ целиот грб, догоре, болки ненормални имам, не можам да одам. Пред 7 години почнав со бастун, па со дувало, сега и со количка купив. Нозете ми се искривива, лек нема никако, се сум покушала и бањи, и мачкање, и лекови што ми дале. Има ли нешто спас за моите колена? Дали имате интервенција, некоја операција? Сакам да ги оперирам колената, не ми дозволи, неќеше да ме оперира, вика во години сте, запасете и колку, вика, нема да можете да издржите. Кажете ми нешто спас, душа, ако има. Во ред ќе добиете совети и препораки, секое добро, господјо. Верувам, пациентката спомена дека практикувала и претходно физикални терапии во клиниката за физикална медицина и рехабилитација, така што и понатаму колешките од таму ќе можат да направат дополнителни проценки за евентуално да се ординира нешто од физикалните модалитети со кои што располагаме, евентуално повремено и бањско лекување и дополнителна консултација уште една со ортопедот за евентуална апликација на интраартикуларна инекција или блокада во зглобот доколку се толку јаки болките, а не е кандидат за оперативен третман. Така што соодветна комбинација од сите модалитети кои што стојат на располагање би требало да вроди со ефект. Поради возраста пред се само да се ублажат болките. Да. Да, ќе вклучиме уште еден гледач или гледачка. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ќе поздравам докато почета и сакам да прашам. Јас сум оперирана од рамото. И бев и од кичмата оперирана, по 7 месеци па рамото паднав. Сега ако паднав со рамото, операцијата од кичмата сум ја повредила. И сега треба пак докторот да ме оперира на кичмата и ме прашуват, требаше на магнетна да ме снимат. За кичмата ми велат дали да дадам документ дека дали смеат да ме снимат на магнетно. Дали имате отпусно писмо од вашата интервенција? Имам, само ми беше дајно кај еден доктор да видиме, сакам да консултирам и со вас. Тогаш ко бев на контрола, ја прашуват асистентката, доктор воопшто не го ни видов јас, Габриловски беше. Асистентката ми рече, може, нема проблем, може да се снимаш и на магнетно. Од сега еве поради тоа, чекам, не може да ме оперират пак со кичмата. Да, ве праша докторка во зависност од каков материјал е вграден. Сакам да прашам, дали стеклава нешто во отпусното писмо, кога видоа на магнетната, рече не смееме, мора да дај потврда доктору. Ама вела мене ми рекоа тогаш дека може да се снимаш. Да, но секако на писмено ќе треба да еве ќе ви даде и препорака и совет и доктор Куцуловска Цветковска, секој е добро. Значи, во установата во која што е оперативно третирана пациентката, според отпускното писмо се знае точно за каков тип на остеосинтетски материјал е користен. Дали е титаниумски или некаков друг тип на остеосинтеза, значи она што е имплантирано во самиот зглоб кога била скршеницата. Така што ќе го побара докторот кој што е работел интервенцијата и постои написмено она се што е поставено од остеосинтеза, за да може да се приложи и на кој од апаратите кои што се достапни во нашата држава може да се направи магнетната резонанца. Докторке, на самиот крај, кратка порака до сите кои имаат болка или пак живеат со болка во рамото, што да направат? Прво и основно, значи да се обратат кај матичниот лекар за помош и за да се земе детална анамнеза колку временски трае таа болка. Понатаму, следната инстанца сме ние, специјалистите по физикална медицина и рехабилитација, и во договор со нас да се изнајде решение, заедно со вежби практикување, превенција понатаму да не се повторуваат истите симптоми, истите клинички знаци, за да можеме да продолжиме да живееме без болка.
Ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте на ова исклучително честа патологија со која се соочувате и вие во вашите амбуланти. И со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Драго ми беше, поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!